Почитувани, вакцини нема. Вакцинацијата сопрема. Стоматолозите се известени ке имало краткотраен прекин на имунизацијата, бидејќи немало веќе вакцини. Не сопираат вестите во јавноста дека се вакцинирани високи функционери и владини представници. Сомнежот е каде се вакцинирани, дали тоа е овде, во државата или во странство. Сомнежите дека вакцинацијата се злоупотребува, поточно дека се вакцинирани и политичари од власта, мора да се расчисти. Не може и не сме да нема вакцини за здравствените работници, а да има за политичарите од власта. Во интерес на јавното здравје, апелирам, информациите за тоа кој се е вакциниран да се декласифицираат. Кажете кој се е вакциниран. Ние, како пратеници од ВМРО ДПМН, ќе поднесеме посебно барање до Собраниската комисија за здравство да побара информација од Министерството за здравство и точно да се знае кој досега се вакцинирал против корона. Во меѓувреме, бројката се движи на високи 30% заболени од вкупно тестираните. Бројката на починати секој ден е по неколку десетини. Не е време да се кријат податоците. Апелираме на декласифицирање на податоците и расчистување на сите сомнежи за тоа кој се е вакциниран. Излезете и јавно кажете кој се и колку лица се вакцинирани. Ова не е работа и бројки со кои треба да се шпекулира и кои треба да се кријат. Ви благодарам. Со собранието што ќе правите како ќе продолжи цела оваа ситуација, затоа што и ова никаде не може. Така е. Меѓутоа, денеска, наместо да имаме ден без никакви собраниски активности, можевме да имавме една собраниска седница на која што ќе беше изгласан петиот пакет на мерки. Ја слушнавте од говорницата овде во собраниот пред салата изјавата на координаторот на пратеничката група Никола Мицевски, дека беше упатена јасна понуда до власта, дека сите пратеници од пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе присуствуваат на седницата, доколку на неа се најдат точки од петиот пакет за економска подршка и помош. Истите тие, зошто беа класифицирани како ултимативни и неприфатливи, останува да одговори и собранискиот спикер и Зоран Заев. А денеска, наместо ден без седници, можеше да имавме ден во кој што овој пакет ќе беше изгласан. Гледате ли ви како ви се целава ситуација? Затоа што страна на Алијанса и алтернатива пак ви го блокира секој закон, значи сепак имали повеќе. За жал, она што го гледа македонската јавност и македонската и сите во Македонија, а она што го трпат и граѓаните и економијата е целосната нефункционалност на владата на Зоран Заев. И сами гледате дека петиот пакет мерки за кој што има многу обвинувања за несогласувања и имаше одредени наслови во кој што велат опозицијата нема милост, со кој што требаше да се предвиди исплата на плати за февруари, самите точки беа ставени на собраниска седница на 23 март. Дали позади ова стојат недостатокот на средства на владата на Зоран Заев или некои други ветувања кои што ги давал, останува да одговори самиот тој. Меѓутоа, за жал, во јазот кој што се појавува во собранието, за жал пропаѓаат и недолжните граѓани, за жал ни тоне и целата економија. Најдобро решение е, како што рековме, се предвремените парламентарни избори. Останува овие прашања, уште еднаш ќе кажам да ги поставите на власта, зошто специјална ковид седница со единствени точки на дневен ред, пакет мерки за економска помош се неприфатливи за власта, останува да одговори токму таа власт. Имате ли разговори со Алијанса на албанците? Вчера прочитав што е вела, може да някакви да издржат уште еден месец.
Така е, за повеќе информации во врска со разговорите, ќе морам да ви упатам да се обратите на координаторот на пратеничката група, затоа што тие преговори и да се одвиваат на ниво на координатори. Во текот на денот закажана пресконференција во ВМРО ДПМН, се надевам дека дел од овие прашања ќе можете да ги поставите и таму. Ви благодарам. Пратеничка група водите сметка и за тоа да присуствувате редовно и на комисиите и самите председателите на комисиите во редовите на подробници и комисии има што основните се закажани и се одржуваат редовно. Така е, секако дека водиме сметка, како што реков, до сега сме активни, целосно сме активни во сите активности и во работата на собранието, меѓутоа, ние како пратеничка група не смееме и не можеме да дозволиме да бидеме боксерска вреќа за власта. Сето она што Зоран Заев го договорил, го ветил, а не може да го реализира, затоа што има најверојатно празен буџет, па не може да ги донесе пакетот мерки, не може пратеничката група на ВМРО ДПМН да служи како место каде што тие фрустрации ќе се истураат, да кажеме на еден начин, и прстот ќе се упатува постојано на нас. Ние сме овде, сме конструктивни и сами ја слушнавте понудата, дајте седница за ковид мерки, ние сите ќе бидеме присутни во сала. Власта рече дека имаат проблеми поради тоа што двајца пратеници се заболени. Да, еве ја понудата, не двајца, 44 пратеници сме овде за специјална ковид седница. И како што реков, денеска, наместо да заседава собранието и да поминеше пакетот мерки, ние продолжуваме со, да кажам, безсмислени обвинувања кои што власта ги упатува на адреса на опозицијата. Ќе се повозувам од прашањето на колегата. Вчера се каже и вашата колега Сендерчев, дека граѓаните може да издржат уште еден месец без влада. Дали вие како пратеници би можеле да издржате уште еден месец без влада? Апсолутно сметам дека не само пратениците, туку никој во државата не треба да го оставаме во ситуација да издржува дали без плата, дали без вакцини, дали без здравствена заштита. Сметам дека е една несреќна изјава, меѓутоа, според она што го гледате, што можете да го видите, а тоа дека се одбиваат понудите од опозицијата да обезбедиме и кворум, и мнозинство за донесување на пакет мерки, сметам дека проблемите се на друго место и поради тоа се случува оваа цела, да кажеме, една какафонија, а за жал, на крајот, како што реков, во тој јас ќе ни пропадне целата економија. Ви благодарам.